Почитувам председателя, почитувани советници, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Навистина не очекував дека една оваква убава тема што јас се замислував дека вака ќе резултира со вакви дискусии, со вакви разговори или со закани дека нема да ја гласаме точката. На крајот, секако дека тоа е легитимно право на вас советниците и ја носите и одговорноста и правата кои ги имате. Меѓутоа морам да ви кажам дека вака слушајќи ги вашите дискусии, гледајќи ги вашите потези, се наметнува уште еден заклучок. За жал, ние овде не можевме да се одлепиме од политиката и од популизмот. И на крајот и од личниот интерес. Неколку колеги веќе ја напуштија оваа седница, тоа покажува колкав е интересот на советниците за интересите на граѓаните, за потребите на граѓаните или личните потреби. Значи овде граѓаните јасно и гласно да го слушат мојот глас. Дел од советниците немат интерес да се залагат за решавање на проблемите на граѓаните, туку личните проблеми. Јас како градоначалник нити сум директор на завод за вработување, нити вработувам, нити ќе вработувам. Јас ќе ги решавам проблемите на граѓаните и од оваа говорница порачувам дека останувам доследен на моите принципи. Нема потреба од аплаузи, за мене аплауз се успесите и резултатите. Мислам дека на крајот, не знам колку ќе трае мојот мандат, тоа зависи од многу работи, меѓутоа како и да е, колку и да трае, на крајот ќе заминам од овде со кренната глава. Се надевам дека и вие советниците ќе бидете срекни што сте бил дел од овој состав. Ова не го темелам на нешто што е паушално, него на факти кои имав прилика да ги видам во последните 6 месеци. Значи, точно е дека овој квартален извештај не прави срекни, како извештај, како бројки, меѓутоа, ако седнете од ова страна, од каде што јас ги гледам бројките и состојбите кои што ги затекнавме и кои се денеска, ми даваат голем оптимизам. И тоа реален оптимизам со кој ќе бидеме горди сите. Се споменуваат разни тези, разни теми, поготово во делот на данокот слушам. Значи, ланската година, 2017 година, точно е дека решенијата за данок на имот на граѓаните се поделени за прв пат, значи само таа година, ние гледавме во февруари, односно и има наплата во март. Меѓутоа, тие се средства кои ќе дојдат, дали ќе дојдат еден ден порано или покасно, ќе дојдат. За нас, како локална самоуправа, беше важно да тоа го направиме на начин, доставувањето на решенијата по еден законски начин, на начин кој е утврден со закон. Да немам јас суверено право да се договарам кој да ги разнесува и за каква сума. Значи, нашата одлука дека ќе правиме транспарентно и дека ќе работиме отчетно, некои процеси ја уште претходно кажав дека ќе ни ги врзе раците и дека ќе ги кочиме во моментот. Меѓутоа, тоа кочење не значи дека проектите нема да се реализират. Напротив, реализираме проекти и ќе реализираме многу проекти отколку што предвидовме. Тоа ќе го слушнете во наредните точки. И секако една работа која морам искрено да ве признам, значи јас доваѓам од реалниот сектор, работата во реалниот сектор е една работа, работата во општинската администрација е сосема нешто друго. И тука морам да бидам искрен дека ми требаше период некои работи да се прилагодам, да ги сватам начините на работа и веројатно дека сега можеме полесно и побрзо да расудуваме и да донесуваме одлуки. Значи, загриженоста за наплата на даноци не постои. Нема потреба, бидејќи решенијата се носат, се разнесуват и истите ќе бидат доставени на граѓаните. За зголемениот износ, ние, како сегашна гарнитура на локална власт, не носиме никаква одговорност, бидејќи резултатите за покачување на данокот е дела кои се направени во претходниот период за цени на градежно земјиште кој е постигнато во минатиот период, за кој, за жал, сите ние граѓаните сега ќе плаќаме нешто повисоки даноци. Значи, тоа е реалноста, тоа е законска определба, не станува збор за некакво зголемување на даноците, односно на процентите или износите на данокот. Туку тоа е благодарение на цените кои се постигнати на одредени градежни парцели во одредени зони во градското подрачје. Што се однесува до инфраструктурните проекти, значи, како што веќе слушнавте и од претходните говорници, значи, планот за јавни набавки е во тек.
зборуваме за реализација на капитални инвестиции. Значи, на сите вас, сега, ако не сакаме политика, ако сакаме да бидеме реални, треба да кажеме. Ако сакавме ние реализација на првиот квартал, ние мораше да имаме проекти кои ќе се започнат во минатиот, односно пред крајот на годината, за да бидат реализирани. Мислам дека е сувишно да ви кажувам со какви проекти или што сме наследили за да имаме реализација во првиот квартал. И ова да не ве загрижува, бидејќи градежната оператива веќе е на терен, се работат улици и според нашиот план, значи во моментот имаме 11 улици кои се работат и во колку денеска се договориме, благодарение на транспарентноста и на начинот на водење на политиката, заштедивме средства, значи со исти износ на средства, заштедивме 6 милиона денара кои денеска ако се сложите ќе ги распределиме, ќе градиме уште 2 улици и ќе распределиме уште средства за нови проекти. Зборувате за капитални инвестиции и помош од централната власт. Да, се сложувам со вас. Меѓутоа мора ние да бидеме крајно искрени. Дали ние имаме прави проекти за капитални инвестиции? На тоа прашање ние треба сите тука да се одговориме, значи да си го поставиме и да си одговориме. За жал, ние имаме многу малку проекти со кои можеме да се пофалиме. Значи пред неколку дена имаше повик, односно точно на 3 април имаше повик од централната власт за канализација, за изведба на канализација, водовод и не знам што друго, значи уште неколку други капитални објекти. Ние како колегиум седнавме, размислувавме со што ние доводиме. Ние за канализација немам ниту еден готов проект. Имам еден за 900.000 денара. Зарем со тоа да конкурираме? Срамо да општината има средства секогаш тие 900.000 денара да ги инвестира во сопствени и да ги направи. За жал, ние моравме да смислуваме проекти со кои ќе пробаме да конкурираме за парите кои стојат на располагање. Ние поднесовме 8 проекти, меѓу кои најголем дел во делот на водостопнувањето, бидејќи немавме проекти за канализација. Тоа значи дека ние сега треба да се договориме и да направиме проекти прави, со кои проекти ќе можеме да конкурираме пред централната власт за средства. Се спомна изградбата на експресниот пат, значи колку што мене ми е познато, бев во агенцијата пред 4-5 дена, една недела, значи минатата среда до денеска, значи повеќе од 8 дена, бев во агенцијата за државни патишта, каде што беше јасно потенцирано дека продолжува изградба на експресниот пат и тој пат ќе се гради, значи се работи на него, до Крупиште веќе е завршено со експроприација и со пробивање и така натаму, продолжува и втората фаза и ќе биде изграден комплетно. Се поставуваше прашање за браната Речани, кое прашање е многу често експлоатирано. Точно е дека тој проект се кочи, меѓутоа мораме да бидеме реални, дека информациите што јас ги добив, со кои секојдневно се соочуваме и работиме, значи последните имотни листови, пред тоа се бара едни, рекува дека се тие последни, пред неколку дена повторно ни бара имотни листови. Последната информација е дека од пред неколку дена од петок, дека за 10 дена ќе имаме градежната дозвола. Значи, сегашната власт не помислува да почне градба без градежна дозвола. Тоа е што го имам како информација и дека тој капитален објект ќе продолжи да се гради. Што се однесува до пари од централната власт, значи ние работиме и преговараме, значи за тоа што имаме проекти. Вие можеби не сакате да споменете, тоа можеби не е дел од нашата локална, меѓутоа сепак е тоа една зграда која е на нашето подрачје, значи обезбедени се 230.000 евра за реновирање на Центарот за култура, за кој што јавната набавка е во тек и тој набрзо ќе почне да се реализира, да се реновира. Секако дека имаме уште многу други проекти, ако сакате ќе ги споменам, меѓутоа ако ги споменам, а некои не се реализират, ќе бидам повторно на тапет. За жал, реков дека јас доаѓам од реалниот сектор и она што го зборам стојам позади тоа и заради тоа за одредени проекти морам да престанам да зборам, бидејќи ако ги кажам денеска во политиката има нешто друго, до денес може, а утре не може и да не бидам јас дел од таа политика, јас само ќе ги напоменам проектите на кои во моментот работам и за кои имаме разговори, а што ќе биде на крајот, искрено ќе разговараме. Значи, еден од капиталните објекти за проекти за кои ние конкурираме со средства, тоа е Старичкиот дом.
Значи старичкиот дом е во највисока фаза на разгледување во владата за финансирање. Понатаму, последните разговори има ветување дека ова година ќе се направи реконструкција, значи ова година, можеби во наредниот месец ќе слушнеме дека има и тендерска документација за реконструкција на дел од патот за Пониква. Што до денеска на никој не му текна, значи ние разговаравме, преговаравме дали ќе бидат 10 или 20 километра. Ќе се реконструират, важно, очекувам дека ќе имаме реконструкција. Понатаму, Лазе Митев, зборивме за капитални проекти. Како да направиме капитални проекти кога ние во нашите урбанистички планови немаме нигде предвидено капитални објекти. Значи немаме детска градинка. Значи ние имавме шанса да конкурираме за детска градинка, за жал моравме, еве ги тука се урбанистите нека кажат каква акција правевме за се со цел да направиме промена на урбанистичкиот план, да вметнеме детска градинка. И што се направивме? Да направиме проект без пари, за да можеме да конкурираме за пари за детска градинка. Да, ние го фативме местото, значи ние конкуриравме за изградба на детска градинка. Проектот кој го работеше една фирма скопска не одговара според стандардите, за жал. Ние го доставивме се, за среќа не го плативме, значи беше донација проектот, меѓутоа неговата изведба, односно проектот, не соодействува со потребите на архитектите од Министерството за труд и социјална политика и донесува одлука во наредните денови, во најкраток временски период, преку Светска банка, словенски архитекти ќе прават пилот проект во Кочани за изградба на европска градинка. Значи, очекуваме во следните неколку денови господинот архитект Јуре да дојде и да ја отпочне постапката. За среќа, ние се што требаше од наша страна како локална самоуправа, како градежно земјиште, промена на урбанистичкиот план, како што се испитување на земјиштето ги направивме, што значи дека ќе забрзаме процедурата и според ветувањето, пак зборам, според ветувањето на Министерството за труд и социјална политика, го држиме местото тој проект да биде направен како пилот проект за европска градинка во Кочани. Имаме и други проекти за кои разговараме и за кои ќе продолжиме да разговараме. И мислам дека овој податок факт дека во изминатиот период имаме чести посети на министрите и сега во сабота имаме целодневна посета од страна на подпредседателот на владата Ангјушев, каде што ќе се води разговор исклучиво за капитални проекти. Повторно зборам од лични причини, не сакам да ги споменувам пред да имам некакво ветување, што значи дека посетата од страната на министрите ја користиме максимално, разговараме за секој можен проект, за секоја идеја што имаме, се со цел што е можно повеќе средства да добиеме од централната власт. Тоа нема да можеме да го направиме без проекти и тоа значи дека уште еден сигнал дека ние мора да се одважиме да направиме квалитетни проекти, да одвоиме што е можно повеќе средства за проекти, само така ќе можеме да бидеме блиско до изворот на средства. Не знаеме кога ќе има следен повек, а ние, проектите наши, треба да ги чекат парите, а не парите да чекат на проекти, бидејќи навистина во Македонија има многу потреба од проекти. Мислам дека граѓаните ќе го препознаат нашиот начин, се надевам, на раководење, што значи дека како што видовте вие во периодот каде што беше мртва сезона за одредени причини, заради немање на проекти, заради временски услови, бидејќи дел од асфалтните бази беа затворени и така натаму, значи и немањето простор да се направи јавна набавка да се гради. Ние период не го преспавме, напротив го искористивме стварно рационално, каде што покажавме една друга доблест. Бративме 600.000 до 31.6. бративме 600.000 евра стар долг. Се надевам дека граѓаните можат да претпостават што можевме ние со 600.000 евра да направиме и уште колку патишта ќе направиме. Меѓутоа факт е и дека треба да се гради. И тоа што е изградено дека треба да се плати. Тука апсолутно немам никаков коментар. Дај Боже да има уште повеќе изградено и да го плаќаме во наредниот период. Меѓутоа, критиката дека ние не градиме и нема да градиме, не држи заради тоа што ве уверувам,
ама ве уверувам и ги уверувам граѓаните дека на вистина во следниот период ќе видат со каква градежна офанзива ќе се занимаваме и се што ќе градиме и на крајот се што правиме во интересот на и за граѓаните, за ништо друго. И затоа уште еднаш ве подвикувам, одважете се, излегнете од вашите политички ровови, дајте поддршка на една ваква политика која општината ќе ја води на вистина во прав пат, ви обеќавам, немам друг интерес, значи освен ова што ќе се договориме, да го направиме онака како што треба. Оставам на вас и на вашата совест. Благодарам.